Драги гледачи и слушатели, ја најавуваме новата дневна емисија на Адвентистичкото радио Глас на надежта, извор на надеж, секој вторник и четврток со почеток во 9 часот. Биете со нас на нашата Facebook страна и на YouTube каналот Адвентистичко радио Глас на надежта. Почитувани, ќе имате можност да го започнете денот со убави мисли од Библијата, кратка духовна порака и избор на убава христијанска музика. Отворете го срцето и душата за дневните Божји благослови. Бог е извор на надежта. Ова утринска емисија, Извор на надеж, е токму за вас. Ве очекуваме. Драги пријатели, драги гледачи, срдечен поздрав од студиото на Адвентистичко радио Глас на надежта од Кавадарција. Започнуваме нашата утринска програма, емисија која се емитува во вторник и во четврток со почеток во 9 часот со наслов Извор на надеж. И денешнава емисија ќе започнеме со еден убав библиски текст. Во 1 Петрова 3 глава во 15 стих читаме: Бидете секогаш подготвени да дадете одговор за надежта што е во вас. Христијанскиот живот, почитувани пријатели, или христијанската надеж, би рекол, не е само лична утеха, таа треба да биде сведоштво за другите. Кога луѓето ќе видат мир и добрава во нашиот живот, дури во тешки моменти, тие се прашуваат од каде доаѓа таа сила. Тогаш ние како христијани имаме можност да сведочиме дека нашата надеж е во Христос. Да појаснам. Значи, ако ние сме укотвени, усидрени на Бога, на друг начин, со други очи ќе го гледаме овој свет и сите проблеми низ кои поминуваме. Знаеме дека овде сме гости и дека ништо не е трајно и ова ќе помине. И затоа апостол Петар вели да бидеме подготвени, таа надеж во која ние веруваме, да ја споделиме со другите, да и другите бидат радосни и да имаат надеж. Знаете, луѓето кои се надеват само на овој живот, кои ќе умрат, за нив пропаѓа се. Сум прочитал на надгробни споменици, над христијанските споменици пишува со некој библиски текст: надеж во Господа во воскресение. Меѓутоа, на жалост, на некои надгробни споменици пишува: овде почива вечно тој или таа. Гробот е за нив вечна куќа, вечен дом. За христијаните тој е поминлив, односно временски карактер. Чекат нов живот, воскресение, кога Исус ќе дојде на нова земја. Така да, ако вие верувате во Господа, имате надеж, споделете ја таа ваша надеж со ваши роднини пријатели кои можеби живеат од денес до утре, и дека овој живот кој ќе заврши за нив е готово крај. Не, има нов живот во Христа во часот на воскресение. Нека и овој ден во кој денеска ние живееме и Христос ни го подарил, да навистина ја проширеме таа надеж и во оние срца и кај оние луѓе кои не веруваат се уште во Господа, да и тие поверуваат во Исуса Христа, да и тие бидат радосни и среќни колку што е можно повеќе на овој свет, и таа надеж и таа вера еден ден ќе се спои, ќе престани надежта и верата кога Исус ќе дојде нова земја, само ќе опстане љубовта. Знаете, апостол Павле зборува дека тие три нешта, вера, надеж и љубов. Верата ќе престане, надежта ќе престане еден ден, но љубовта ќе остане и во вечноста. Одеме сега да ја слушнеме молитвата Оче наш. Оче наш, кој си на небесата, да се свети името Твое, да дојде царството Твое, да биде волјата Твоја како на небото, така и на земјата. Лебот наш насушен дај ни го денес и прости ни ги долговите наши, како што им ги проштаваме и ние на нашите должници. И не воведи во искушение, но избави не од лукавиот, зашто Твое е царството и силата и славата во сите векови. Амин. Биди со нас, денот Твој минува, ноќта се спушта, сегде паѓа мрак. Во ноќта слаби
сме, биди со нас, биди со нас. Засенува мрак во сиот живот наш, денот си оди, слава минува. Иако овде се менува, ти не се менуваш, биди со нас, биди со нас. Само со оглед не радувај, о Боже мили, со нас биди ти. Христе, со твоја рака води ме, ти вечно држи ме, биди со нас, биди со нас. Јовановата проповед за покаяние и сведоштво за Христа. Крштавањето и родословот на Исуса Христа. Глава 3. Во 15-та година од владењето на кесарот Тибери, кога Понтиј Пилат беше управител во Јудеја, а Ирод, четворовласник над Галилеја, и Филип, брат му, четворовласник во Итуреја и Трахоницката област, а Лисаний, четворовласник во Авилинија, при првосвештениците Ана и Кајафа, му рече Бог на Јована, синот Захариев, во пустињата. И тој го обиколи целиот крај околу Јордан, проповедајќи покајно крштевање за проштавање на гревовите, како што е напишано во книгата според зборовите на пророкот Исаија, кој вели: гласот на оној што вика во пустињата, пригответе го патот на Господа и рамни правете ги патеките негови. Секоја долина нека се исполни и секоја планина и секој рит нека се снизат. Кривините нека се исправат и нерамните патишта нека се изравнат. И секое тело ќе го види спасението Божјо. А на луѓето што доаѓаа при него да ги крсти им велеше: породи змиини кој ве научи да бегате од гневот што иде. Но родете плодови достојни за покаяние и не почнувајте да зборувате во себе: го имаме таткото Авраама. Зашто ви велам дека Бог може и од овие камења да издигне чеда на Авраама. Оти веќе и секирата стои кај коренот на дрвјата, и секое дрво што не дава добар плод се сече и фрла во оган. И го прашаа луѓето велејќи: тогаш што треба да правиме? А тој им одговори и рече: кој има 2 облеки, нека му даде на оној што нема, а кој има храна, нека го прави истото. Дојдоа и митници да се крстат од него и му рекоа: учителе, што да правиме? А тој им рече: не барајте повеќе од колку што е определено. Го праша и некои војници говорејќи: а што да правиме ние? И им рече: никого не присилувајте, никого не клеветете и бидете задоволни со вашите плати. А на луѓето што чекаа и си помислуваа во срцата своји за Јована да не е тој Христос, и Јован им одговараше на сите велејќи: и јас ве крштавам со вода, но иде посилен од мене, кому не сум удостоен да му ги одврзам ни ремчињата на обувките негови. Он ќе ве крсти со Дух Свети и со оган. Нема му е лопатата во раката негова и он ќе го очисти гумното свое и ќе го собере житото во житницата своја, а плевата ќе изгори со неизгаслив оган. И уште многу друго му проповедаше на народот, утешувајќи го. А Ирод, четворовласникот, укорен од него заради Иродијада, жената на брата му, и заради сите лоши работи што ги беше направил покрај сето тоа, уште и го затвори Јована во темница. А кога се крсти сиот народ и кога Исус по крштевањето се помоли на Бога,
се отвори небото и Светиот Дух слезе на него во телесен вид како гулаб и се чу глас од небото кој велеше: Ти си мојот возљубен син, во тебе е мојата волја. Кога почна Исус да проповеда, имаше околу 30 години и беше, како што мислеа, син Јосифов, Илиев, Мататов, Левин, Малкиев, Јанаев, Јосифов, Мататиев, Семеиев, Јосифов, Јудин, Јоананов, Арисаев, Зоровавелов, Салатиилев, Нириев, Милхиев, Адиев, Осамов, Елмодамов, Иров, Јосиев, Елиезеров, Јоримов, Мататов, Левиин, Симеонов, Јудин, Јосифов, Јоананов, Елијакимов, Мелеаев, Маинанов, Мататеев, Нататов, Давидов, Јесеев, Овидов, Воозов, Саламонов, Наасонов, Аминадавов, Аврамов, Есромов, Фаресов, Јудин, Јаковов, Исаков, Аврамов, Тарин, Нахоров, Серухов, Рагавов, Фалеков, Еверов, Салин, Каинанов, Арфаксадов, Симов, Ноев, Ламехов, Матуселов, Енохов, Јаредов, Малелеилов, Каинанов, Еносов, Ситов, Адамов, Божји. Još misliš da si sretan, smijeh i laž na licu tvom, a tu strašnu prazninu srca svog skrivaš od sebe i kažeš dobro sam. Sad osjećaš samoću i pitaš gdje su prijatelji svi, jer ko može osušit suze sve, ko te razumije, da negdje netko je uhvaćen na vjetru sam, kao neki list treba ti spas. Molitvu šapućeš svoj, da te čuje Bog, a On je tu kao u snu. Isus je tebe našao, tamo gdje ti si lutao. Ljubav koju tražiš nije Isus, on tvoje sve rane zna. Sad navire radost, nad potiče tvoj rast, a mir prožima dušu tvoju sam, struji kroz tebe ta ljubav njegova. Bio si uhvaćen, znam, kao neki list na vjetru sam. Molitvu šaptao si, da te čuje Bog, pun milosti i ljubavi. Isus je tebe našao, tamo gdje ti
побуна во Вселената. Падот на човекот од високиот положај што го заземале најголемата трагедија што ја знае ова наша планета. Едемската градина беше небо во минијатура, со се што најживописната имагинација некогаш може да го замисли. Сепак, почитувани, предизвикувачот на оваа трагедија го понижил, исмејал, извитоперил толку многу што во умовите на небројни милиони луѓе Едемската градина станала само мит, а падот на човекот само шега. Едемска градина. Ак, да, тоа е местото каде што Ева јадеше јаболко, така некои размислуваат. А потоа следи еден задоволен насмев, затоа што кој се уште верува во тоа. Некои мисле дека тоа е легенда. Многумина кои не веруваат во оваа приказна, веројатно никогаш и не ја прочитале, иако таа се наоѓа на самиот почеток на Библијата. И треба да се свртат само неколку страници за да се пронајде овој извештај. Би били изненадени кога би откриле дека јаболкото или тој плод всушност не се спомнува. И веројатно никогаш не помислиле дека се започнало со една свесна одлука на двајца вистински луѓе во една вистинска градина, која со право можела да се нарече рај или Едемска градина. Зачетникот на оваа побуна не сака ние да размислуваме за падот на човекот како пад. Ако се сомневате во успешноста на неговата пропаганда, почитувани пријатели, размислете за следново. Зарем секој универзитет во оваа земја не учи како речиси непобитна вистина дека човекот еволуирал од најпримитивните форми на живот во далечната минатост и никогаш не паднал. А секако, ако човекот никогаш не паднал и никогаш не сгрешил, нему е потребен спасител. Благодарам, но може се да направи сам, така некои размислуваат. Искуството од Едемската градина во некои верзии на пропагандата на бунтовниот ангел е признато како вистинска фактичка состојба. Но секако тоа се слави како човеков храбар однос кон ограничувањата, како објавување на неговата независност, како триумф, а не како трагедија. Сепак, за непослушноста на нашите прародители се размислува како за нешто многу беззначајно. Нешто што можеби не вреди ни да се спомне, како капка вода од чешмата. Слушајте, почитувани пријатели, играта што ја игра овој паднат ангел е сигурно многу поголема отколку што можеме да замислиме. Во судирот меѓу Христос и Сатаната е вклучено целото небо и целата земја. Вниманието на сите останати светови е насочено кон него. Во оваа игра на коцка се ставени човечките души, а секако благосостојбата или пропаста на целиот универзум зависи од исходот. Многумина од нас, иако искрени, премногу брзо минуваат преку човековиот пат од 3 глава на првата книга од Мојсеја. Знаеме дека на нашите прародители им било кажано, може да читате во 1 Мојсеева 2.17, дека едно дрво во градината е оделено и дека последицата од непослушноста ќе биде смрт. Во таа 3 глава читаме како Ева се приближила кон дрвото и како ја обедила змијата да вкусне од забранетиот плод. Тоа е главно она што повеќе од нас го можеби знаеме. Ние сме слични на дете што сака да ја наблюдува парадата низ мала дупка во таблата, а низ неа е тешко да се види целината. Треба да се вратиме на местото од каде можеме да ја видиме целата парада. Треба да ја согледаме можеби широчината на овој свемирски судир, кој не засега лично сите нас денеска.
Мора да знаеме што се случува и какви се тие исходи. Мора да знаеме што можеме да очекуваме од непријателот. Кој генерал, додека раководи со битка, не би бил воодушевен ако дојде до документ во кој детално е опишана стратегијата на непријателската војска. А токму тоа, верувам, можеме да го откриеме во 3 глава од првата книга Мојсеева. Затоа да читаме внимателно, да размислуваме. Можеби ќе бидеме изненадени од она што ќе го откриеме. Стратегијата што паднатиот ангел ја употребил во првиот контакт со луѓето на ова земја, на ова планета, е иста она што и денеска можеме да ја очекуваме од него. Тој ја има истата тактика. Се смениле само, можеби, некои детали. Прво, запазите дека сатаната не сакал да го открие својот вистински идентитет пред Ева. Тој се послужил со измама. Тој искористил медиум, лажно се представил. И тука, на самиот почеток, се послужил со нешто надприродно. Искористил духовен феномен за да привлече внимание на жртвата, во овој случај Ева. Без сомнеш, земјата во совршената Едемска градина била прекрасна како земја, но таму бил и сатаната во обликот на змијата. Змијата не можела да зборува. Можеме да очекуваме дека и денес ќе користи сатаната надприродни средства во безброј варијанти. Тоа е она што ја привлекло Ева. Змија која зборува. Зборува змијата, користејќи како свој медиум во градината, сатаната ја злопотребил змијата. Сатаната не го губил времето во потикнување сомнежи во умот на Ева. Сомнеж во таа вистинска Божја реч. И сатаната прашал, дали Бог на вистина кажал дека ќе умрете ако јадете од овој плод? Да, тој добро знае. Знае дека нема да умрете. Знае дека ако вкуснете, ќе станете како богови. Сатанат отишол до таму што директно се противил на Божјиот збор, на Божјата реч. Бог рекол, ако вкуснете од ова дрво ќе умрете, а сатаната вели, нема да умрете. Исус за сатаната рекол дека е лажливец и татко на лагата, пишува во Јован 8 глава 44 стих. Паднатиот ангел се служил и со полувистини. Всушност, колку повеќе вистината ја помешал со својата заблуда, толку повеќе ќе биде примамлива за жртвата и поопасна. Замислете што сакал да каже, дека Бог им нешто криел на нашите прародители, нешто што не сакал да го тие знаат и зато го сокрил. Тоа навистина беше точно, почитувани. Бог не сакал тие да знаат што значи да бидеш прогонет од чувство на вина, така што не можеш да спиеш. Бог не сакал тие да знаат што значи да умреш. Не сакал да знаат што значи кога саканиот син му го одзема животот на својот брат. Сакал такво нешто ниту тие, ниту ние, никогаш да не го дознаеме. Тоа Бог сакал да го сокрие. Сепак сатаната тоа го нарекол тиранија. Тој рекол дека Бог не се грижи за нив, дека не му е важно. Јадете слободно секое дрво во градината, но дрвото на познавањето на доброто и злото не јадете, зашто во денот кога ќе вкуснете од него, ќе умрете, рекол Бог. 1 Мојсеева, 2 глава, 16 стих. Тоа не било никаков тираничен ултиматум. Тоа било предупредување изречено од љубов, во врска со нешто што сигурно ќе биде како резултат на непријатност или непослушност. Смртта беше последица на непослушноста поради изреченото предупредување. Не беше поради тоа. Таа беше, мислам на смртта, природна последица на гревот. Апостол Павле тоа го изразил со следниве зборови. Платата за гревот е смрт. Римјаните 6:23. Сатаната во деновите, кога се уште бил син на зората, знаеше дека платата за гревот е смрт. Тој внимателно беше предупреден
каде водат неговите постапки, но тој одбил да се покае. А сега кога е фрлен од небото, кога ја преминал границата од која нема враќање, тој знаел дека еден ден мора да умре. И додека ја наблюдувал прекрасната планета, прекрасната земја што ја создал Божиот Син и среќниот пар Адам и Ева, кои биле создадени да владеат со неа, неговиот гнев немал граници. Одлучил да ја уништи неа и нив, Адам и Ева. Клеветено се зарекол дека ако мора да умре, човечкиот род ќе го поведе со себе. Како планирал да го постигне тоа, може би се прашувате. Важен детал од таа стратегија на сатаната да го убеди човекот или луѓето дека тие неќе можат да умрат, дека Бог ги создал со бесмртна душа и затоа смртта е невозможна. Ништо нема да се случи, рекол сатаната. Можат само да се смеат на Божите предупредувања. Сепак, почитувани, Бог не направил таква грешка. Бог бил доволно мудар да не ја вгради бесмртноста во човекот пред да покаже дека навистина може да му се довери вечниот живот. Уште еден важен елемент од стратегијата на непријателот на сатаната се открива во овие негови зборови. Цитирам: "Но сатаната знае дека во оној ден кој ќе вкуснете од него, ќе ви се отворат очите и ќе станете како богови, знаејќи што е добро и зло." 1 Мојсеева, 3 глава, 5 стих. Сатаната рекол ќе станете како Бог. Стратегијата воопшто не се променила и денеска. И денес не бомбардира со истата лага. Запознајте се самите себе, тој вели. Открите се себе си. Во вас има искра божествено. Само треба да се исполни. Вие сами сте мал Бог. Има илјада варијанти на иста идеја, а сите значат исто. Вие сте доволно сами за себе. Бидете независни. Бог не ви е потребен. Така започна борбата на ова планета, почитувани пријатели. Она околу што се води битката тука истото како и на небото. Божиот авторитет, неговиот престол, неговиот закон и неговиот карактер се главната цел на сатановиот гнев, секако е и Божиот Син. Неговата положба и неговите созданија, целта на побунетата планета таму и овде е воспоставување контрола врз човечкиот ум. Кого и како ќе обожаваат, со слобода на избор или со сила. И нивното уништување, секако тој целта на сатаната. Дали сега подобро ја разбираме трагедијата во Едемската градина? Сатаната победил во првиот круг на битката. Ги убедил нашите прародители да се продадат во робство од кое без божествена интервенција никогаш не би можеле да излезат и да се ослободат. Што ќе направи Бог сега? За тоа ќе зборуваме во наредната емисија. Is
Почитувани пријатели, еве полека доаѓаме до крајот на ова наша денешна емисија и денес би сакал да ви ја понудам ова книга, односно Новиот завет, динамичен превод, нов современ македонски превод. Доколку ни се јавите на нашиот дежурен телефон или пишете мејл, значи ја имате доле адресата на екранот, на нашиот телефон 077-819-828, ние ќе ви испратиме ова книга на вашата домашна адреса. А доколку сакате да изучувате Библијата, бесплатно секако, имате можност преку онлайн, значи преку интернет, бесплатно на адреса што сега ќе ја видите, односно рекламата за дописната школа. Да видиме сега самата реклама. Почитувани пријатели, доколку сакате да ја изучувате Библијата, имате изворедна прилика тоа да го сторите преку онлайн веб страницата на Библијата зборува. Оваа веб страница е креирана за да ви обезбеди сеопфатно, организирано и темелно проучување на Библијата. Курсевите се бесплатни и без обврски. Можете да го следите во кое било време, тогаш кога вам ви одговора. На располагање ги имате следниве курсеви: библиска археологија, библиски пророштва, за верата и верувањето, библиски совети за здравјето, библиски совети за бракот и семејството. Запознајте ја Библијата, Светото писмо на Стариот и Новиот завет преку курсевите на интернет или во печатена форма. Дојдовме до самиот крај на ова наша емисија Извор на надеж, драги гледачи. Би сакал да ви се заблагодарам што и денеска бевте со нас. Ве поканувам да бидете и во наредната емисија со нас. Споделете оваа емисија на ваши роднини и пријатели. Емисијата ќе ја најдете на нашиот YouTube канал Адвентистичко радио Глас на надежта. Останете со здравје, драги гледачи, и посакувам секој добро во денот кој е пред нас и во деновите секако, и се гледаме во наредната емисија. До тогаш, останете со добро. Драги гледачи и слушатели, ја најавуваме новата дневна емисија на Адвентистичкото радио Глас на надежта, Извор на надеж, секој вторник и четврток со почеток во 9 часот. Биете со нас на нашата Facebook страна и на YouTube каналот Адвентистичко радио Глас на надежта. Почитувани, ќе имате можност да го започнете денот со убави мисли од Библијата, кратка духовна порака и избор на убава христијанска музика. Отворете го срцето и душата за дневните Божји благослови. Бог е извор на надежта. Ова утринска емисија Извор на надеж е токму за вас. Ве очекуваме.